Доаѓа Свети Никола. Граѓаните се подготвуваат за домашни слави и имендени. Се подготвува риба, сарма, баници, кифли, баклава и како останатите години, така и оваа. Граѓаните достојно да го пречекаат Светиот Николај Мирликиски чудотворец. Не е важно кој колку има, ќе речат повозрастните на терен, туку домот да биде топол, трпезата посна, а душата чиста. И аз баш имам слава, да ти кажам право, мажа ми се вика Николчо и нека му е вечно и срекно името. Тавче, гравче, риба пражена, зелник и баклава обавезна. Те се користи за мај и ќе одам да се спрем. Сукате ли се? Да, тоа што за дома зелник, баница, тоа јас, а овака сега си купи. Малку да намалам работата, оти ми е додејано. Секоја година. Сите да си пречекат и нека е вечна славата на сите и именден и среќен. Па риба, што друго? Посно. Грашче посно, може и компир, око пинџур може, оришче може. У петок е сега. Па рибичка, што ќе има друго? Риба, такова кифлички, некои постни салати таму, како они што прават таму, слава. Сите празници ги слават Штепјани. Џабе ги викат евреи, они слават си ги сите празници, што има сите си ги слават. Фала Богу, нормално, па не сме македонци, не сме ние. Кој знае што не прават бугари, са србите, они викат што загинала војската била српска, ние сме си македонци. Гравче, јаничка, така нешто. Кифли обавезно. Секој си носи погачка за здравје. Иако овој светител се празнува со векови, сепак граѓаните се едногласни дека разлики во празнувањето има. Ако некогаш се празнувало масовно, денес поскромно. Ги нема старите навики за одење на именден, да се носи подароци и да се сподели љубовта помеѓу луѓето. Со носталгија кон минатото, граѓаните се надеваат дека можеби во следните години животот ќе биде ист како некогаш.